првото утринско кафенце го пиеме во друштво на нашата позната македонска пејачка Стојна Николова, која што навистина неуморно работи во изминатиот период. Покрај тоа што ја издаде и својата нова песна со видеозапис насловена Лоша, таа е дел од жири комисијата во новото македонско талент шоу, односно втората сезона од македонското талент шоу Пат до звездите, кое што се емитува на Алфа телевизија. Стојна, ќе ти посакам добро и убаво утро и честитки за новата песна, честитки за видеозаписот, како настана Лоша. Добро утро и на тебе, добро утро на сите гледачи. Драго ми е што сум денес вака убаво на кафенце од Сабајле со тебе. Така е, од неодамна ја промовирав Лоша, мојата најнова песна, мојот најнов проект, нели? Лоша настана минатата година и некако се двоумев па текстот дали е добар, па ова дали е добро, па ајде менувавме друг текст, нешто, зашто сум личност која што све нешто и фали и многу сум скептична кога се работи за новите песни, па дали е тоа добро, па дали ќе им се допадне на публиката, но кога нештото мене ќе ми се допадне, мислам дека убаво ќе го презентирам и на публиката и таа истата песна ќе допре и до нив. И инаку музиката и аранжманот се на Бобан Мојсовски, текстот е на Борче Димитров. Настана случајно, имав одамна желба да снимам нешто така. Видеото, инаку да споменам, го работевме со Artistic Films, режијата исто така на Бобан Мојсовски. Интересна, модерна песна, нешто малку поразлично од мене, да кажам. А зашто токму Лоша? Лоша. Па не знам, немав некоја конкретна тема на која што сакав да ми пишува текстописецот, едноставно оставив на него. И мислам дека интересно испадна. Не е лоша, туку вечерта ќе биде лоша за него, за да му покаже како треба да ја освои. Да, она на кое што ти постојано работиш, сега како се нели преработките на македонските песни, навистина се покажа и докажа дека ти лежи нели како и поп-фолк, но и еве и народната музика. Може ли еве наскоро да очекуваме некоја нова преработка, на што се работи во моментов? Тоа многу често ме прашуваат, бидејќи имам самата моја кариера всушност ја започнав со народни преработени песни, бидејќи со таа музика сум растана. Со таа музика ме гаеле моите дома. Мајка ми со така многу убаво знае да пее и мојата баба, па некако нивниот стил, она што тие го сакале и што е навистина убаво и квалитетно, го пренеле и на мене. И Крушева Абер пристигна беше во скоро време, мислам пред неколку 4 години, 5 веќе, една така во поинаков аранжман, народна преработка и со поинаква изведба, не баш во фолк стилот и одлично помина и баш сум онака задоволна и хепи. И наскоро сум на идеја да направам уште една таква песна, само се чека да видиме кога, да видиме точно која песна, имам повеќе онака на ум, па ќе видиме и се надам дека публиката ќе израдуваме со уште една таква убава песна. Стојно на кој што работиш во моментов, е сега нели си дел од жирито и на новата сезона на македонското талент шоу Пат до звездите. Кои се твоите впечатоци? Еве колку Македонија има нови млади таленти кои што допрва треба да се покажуваат на македонската сцена и естрада? Да, точно е, веќе имаме реализирано една емисија и можам да кажам дека гледачите може да очекуваат навистина интересно шоу, многу убава музика, многу квалитетни млади таленти.
имаме доста квалитетни, кои што на некој начин дел од нив се плашат, дел не знаат како, нели нормално млади се и оваа работа и не е така лесна, за да навлезат, треба нели некој да им го покаже патот и така натаму, и мислам дека имаме голем потенцијал и ова шоу ќе биде полн погодок за да излезат нови млади таленти, нови млади звезди кои што се надам дека ќе направат убава кариера. Да, и кои се вашите совети кои што им ги давате на сите оние кои што допрва нели ќе доаѓа нивното време и кои што треба на некој начин и да се пробијат нели на македонската сцена? Па, во шоуто им дам навистина доста совети, а ќе имаме и можност на некој начин да им бидеме ментори и да работиме со нив, и тоа ми е баш драго. Кандидатите се навистина многу онака полни со ентузијазам, со желба за надградување на самите себе си, и би им порачала да се опуштат со текот на времето и ќе научат да владеат на некој начин со тремата, да ја контролираат темата, бидејќи ако тремата те контролира тебе, тука не си направил ништо. Јас сум го имала тој проблем како млада, како мала, кога сум почнувала, и би им советила да се опуштат, да го покажат тоа што најдобро го знаат и умеат, и освен пеењето, нели секако треба повеќе работи за да се биде добар, да бидат опуштени на сцена, да комуницираат со камерата, ама се тоа постепено ќе се дојде. Така, за тоа сте вие тука, нели, како жири комисија, да им дадете поддршка, да ги искритикувате кога треба, но и секако вашите совети се добредојдени, нели, за сите нови млади таленти, зашто и вие некојаш, нели, сте почнували, сте биле почетници. Стојне, јас ке ти посакам да имаш уште многу блескава кариера, да бидеш и понатаму амбициозна, да останеш амбициозна и да чекориш по патот како што си имаш тргнато, и да се видиме наскоро со нова песна. Ти благодарам. Секако дека ќе се видиме наскоро, бидејќи во подготовка е и мојата друга песна, една балада. Таа е веќе готова, да кажам, вака да откријам. Премиерно готова е песната, спотот уште нешто треба да се доснима и некаде средината на мај би требало да излезе. Се вика На две страни, инаку ја настапив со неа на Фолкфест Роса оваа година и ми е, да кажам, до сега една од омилените. Да, со нетрпение ја очекуваме и уште еднаш честитки за сите твои проекти, уште многу успеси во иднина. Ти благодарам и секој добро. И што личи тој на тебе, а нас си прашал ти за мене.